Група Респекти значат понуда со широка музичка палета. Како што истакнуваат од групата, свират буквално насекаде на различни свадбени прослави, а исто така барани се и во повеќето дискотеки. Со полна работна агенда, впрочем, како и останатите музичари во Македонија, се и познатата група Респекти. Оваа група функционира 5 години на македонската музичка сцена, а публиката најповеќе ги запозна со нивниот видеозапис за печалбарската песна "Пуста да е печалба", која го изработија заедно во соработка со Им продукција. Периодов кој следува е максимално работен, вели Даниел Сидовски, вокал и фронтмен на групата. Значи со свадби сме веќе скоро да речам фул, да, полна агенда со свадби фул. Имаме бајги и останати прослави, крштевки, родендени, ние свириме све, па дури и торбешки свадби одиме веќе. Дискотеки, да речам, ние се договараме недела, 2 до месец однапред. Такви агенди прават и самите менаџери. Поздрав до сите менаџери што се работуваме, значи низ цела Македонија сме во, ајде да речам, 50% од дискотеките. 100% не можеме уште да ги опатиме. Сепак сме не цели 5 години на естрадава, некои не немаат запознаено, ке не запознаат, но се слуша, преговараме што е најдобро и секој ќе си најде термин за нас. Песната, која, како што истакнува Даниел, "Пуста да е печалба", е направена со намера да биде на некој начин отскочна даска за нивната турнеја во далечната Австралија. Така е, буквално е така. Значи ние направиме со намера таа песна да можат малце да слушнат и останатите, нели, надвор што се од Македонија, за да можеме ние да отиеме таму да пласираме и нашата македонска музика. Уствари, ние за тоа и сме тука. Сакаме што повеќе да ја пласираме македонската музика, но колку ни дозволува самата популарност и самата популација, бидејќи они милуваат и све. Буквално све од балканската музика. Ние стварно не свириме само македонска, свириме и забавно, ексио, значи буквално све. Пред нецели 2 месеци групата Респекти реализираше видеопроект за неколку кавер верзии на македонски сплет песни и добро познати српски записи кои се во соработка со Им продукција.